И здраво на сите и добро дојдовте во ново видео. Во денешно видео нема да види некој пренк, нешто за праканци ово туку ќе види за сите вас кои не сте од Струга и ако доаѓате од Струга ќе кажеме некој топ 5 интересни места да ги посетите за да не ви е досадно во Струга. Таа да мојме да почнеме. Ајде. Прва локација која можете да ја посетите Вајкики, да не должиме многу поради музика од копирајт. Што можете да правите овде ако сте уморни? Овде како можете да се легнете. Значи, клима е груба и климата во воздухот, нешто ово е живи све. Не, сега. Второ место е чаршијата. Доколку идете мора да ја посетите оваа чаршија. Исто нама тоа имаме пешачки пример кој води на кај пазарот. Да имаме над нас чадори, имаме забранен знак, значи не сме малце и гол да свет овде и земете си сладоле за штопло. Ова е третото место кое можете да посетите покрај читалиштето и од левата страна, односно ваша десна страна е реката Црндрим и оттаму имате еден парк кој опсаате чил, сенка и таква работа. Овој парк на секоја клупа имате сенка затоа што пример добро, се малце се валкан, извините, не е до мене, значи не ги валкам јас како птиците. Имате сенка на секоја затоа што видите цел парк е со дрва и во која клупа да сакате вие сенка имате. Ова е четвртото место кое мора да го посетите. Дрвениот мост е еден од најпознатите и најфотографираните мостови во Македонија. Се наоѓа на реката Црндрим во центарот на Струга и служи како важен, патен и пешачки премин помеѓу двата брега. И ако веќе сте дошли на овој дрвен мост, таа да барем еднаш скокните, да не ви е за џабе, таа да не е многу високо, без гајле скокам сум многу пати. Тото место кое можете да го посетите ако сте туриста, да престувате во Хотел Дрим. Видеото не е спонзорирано од тој хотел, али јас да кажам моје мислење, затоа што таму имате приватен базен, само учесници на хотелот, имате добри тараси со поглед на езеро, поглед на градот и многу е добар тој хотел. Таа да сега ојме на следна локација. Ова е шестото место кое можете да посетите, е градскиот парк кој сега нема луѓе, нула има, ама има од после, значи има луна паркови, има деца, има за деца се вози со тие кои што се количиња. Има многу интересни работи кој интересен парк е навечер. А сега ојме на седмата локација за ова видео. И седмото место е овај музеот во Струга, значи се наоѓа на оваа улица, че имате и на Google Maps исто така кај се наоѓа, али не знам дали е отворен. Некој знае дали е отворен ова? Не, никој не има овде. Али мислам дека ко тропните ќе ви отворат, ама само да ви кажам дека е музеј. И осмото место за денешно видео е на Busy Retail Park. Во овој парк имате бензинска пумпа, имате Burger King, имате KFC, имате уште многу останати други продавници. Да, идеме ние на следно место, кој следново место е малце поинтересно за забава. И луѓе, деветото место за денешно видео е картинг. Значи, овај картинг се наоѓа малце подалеку од Струга, али ако идете со другари, вервите дека овде ќе си помините најдобро е за цена. Порано ако се возат, не знам, 600 денари за 5-10 минути, колку е, не знам, значи одавно било, може да сменете се цените. Таа да ако идете, верувајте ми, ќе си помините многу убаво. И последното место за денешно видео е овај луна парк. За мене што гледате таа да се поиме и тој луна парк, ако дојдете во Струга, ви го препорачувам затоа што е многу интересен.
да, ова видео малце беше кратко, но ете ви кажав, ако идете од Струга, кај да се упатите, значи така да си помините убаво, да ставите ново видео 10 лајка, а ние се гледаме во наредно видео. Чао!